Non-пейпер за преговорите со Бугарија кој се држи во тајност циркулира на релација македонско и бугарско МНР, открива пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Повикувајќи се на дипломатски извори, тој вели дека она што се крие во Македонија веќе било на увид пред бугарските пратеници. Милошовски, кој е претседател на Собраниската комисија за надворешни работи, потврдува дека власта останува глува за нивните повици, да биде јасно кажано што се преговара со Бугарија и на какви отстапки сме се согласиле. Според нашите информации што ги имаме од дипломатски извори, има еден подготвен нон-пейпер кој што циркулира на релација Министерство за надворешни работи на Македонија и МНР на Бугарија, но за сега тој се држи во тајност и не се споделува со македонските пратеници. Инаку, како што гледаме во официјална Софија, има чести координации кај претседателот Радев и нивните политичари се запознати за тоа што се разговара со Македонија. Време е Ковачевски да го покаже својот демократски капацитет, да не се плаши, да дојде пред пратениците, да покаже што има да се разговара со Бугарија. Ниту премиерот Ковачевски, ниту шефот на дипломатијата Османи не одговориле на дописот. Сепак Милошовски му порачува на премиерот дека доколку не е подготвен за јавно соочување, ќе му биде отворена опцијата и за затворена седница, само да каже дали се подриваат македонските национални интереси. Министрот за надворешни работи Османи веќе најави дека нема намера да се појавува во собранието и да раскажува за средбите со бугарските челници додека не биде постигнат конечен договор. Ако ме слушнале опозицијата минатата недела, реков во моментот кога ќе бидеме во позиција да кажеме дека имаме разбирање за сите аспекти, бидејќи нашиот пристап е или све е договорено или ништо не е договорено. Значи нема да се договориме на парчиња, за да можеме да идеме во собрание за секој договорен елемент. И додека чекаме македонските власти да откријат во која фаза се преговорите со официјална Софија и дали ќе биде тргнато бугарското вето за македонските интеграции, Албанија веќе интензивно најавува дека доколку до јуни не биде надминат билатералниот спор, ќе бараат нивно одвојување од пакетот со Македонија за членство во Европската унија. Во меѓувреме пак Германија бара Бугарија да го трне ветото за Македонија. Германската министерка за надворешни работи Аналена Бербок порачува дека обврска на унијата е во првата половина од годинава да бидат започнати преговорите за членство во Европската унија со Албанија и Македонија, а тоа и го принела и на бугарската шефица на дипломатијата Теодора Генчовска. Имав билатерална средба со бугарската министерка за надворешни работи, на која се согласивме дека е многу важно во актуелната ситуација да го започнеме процесот на проширување за двете земји и се надевам дека Бугарија ќе ги расчисти точките кои се уште спорни. Од бугарското МНР досега нема реакција на изјавата на Бирбок, ниту потврда за согласноста да започнат пристапните преговори со Македонија. Сепак, гласни се изјавите на бугарските функционери дека нема да ги променат позициите кон Македонија и да го тргнат ветото за интеграции.